Загрижувачки се податоците за консумирање тутун кај младите во 2024 година. Вкупно 13,6% од учениците на возраст од 13 до 15 години, односно од 7 до 9 одделение, користат тутунски производи, а повеќе од половина од нив били изложени на чат од тутун во своите домови. Анкетата е спроведена во 75 училишта и опфатила околу 4700 ученици. Të dhënat tregojnë se 13,6% e nxënësve të moshuar 13 deri në 15 vjeç aktualisht përdorin ndonjë produkt duhani, që është prevalenca më e lartë e regjistruar deri më tani në shtetin tonë. Gjithsej 9% e tyre përdorin cigare elektronike, që paraqet më shumë se 2 fishi krahasuar me vitin 2016. Veçanërisht, shqetësuese janë të dhënat që tregojnë se 57% e të rinjve kanë qenë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit në shtëpi, ndërsa 55,4% kanë qenë të ekspozuar ndaj tymit në hapësira të mbyllura publike. Sa i përket qasjes së produkteve të duhanit, anketa tregon se 73,2% e të rinjve që pinë duhan nuk janë penguar të blejnë cigare për shkak të moshës së tyre. Обработувачите на истражувањето велат дека бројките се загрижувачки и разочарувачки. Прво, употребата на никотин кај младите останува значаен јавно-здравствен предизвик, кој што и текако треба да биде во нашите приоритети и во креирањето на државните политики. Второ, никотинските производи земаат се поголем замав и ја менуваат сликата на зависности кај адолесцентите. Трето, изложеноста на чат преку пасивно пушење, влијанието на маркетингот и достапноста на производите за малолетни лица се уште представува сериозен системски предизвик. Светската здравствена организација преку својот представник во земјата Аким Али ја нагласи важноста на законот за заштита од пушење, кој особено ги штити децата, бремените жени, постарите лица и работниците. Тој подвлече дека ваквиот закон ги намалува хоспитализациите, случаите на мозочен удар и смртноста од кардиоваскуларни заболувања, а истовремено создава услови за поголема посетеност на просториите без чат и придобивки за услужната индустрија. Али истакна дека е време да се заштити иднината на децата, бидејќи ниту еден простор не може да се смета за приватен, доколку вработените и децата се изложени на чат од цигари.